Добар ден, почитувани гледачи, следува добриот доктор. Јас сум Александар Динев. Ви благодарам што сте со нас. Денеска ќе зборуваме за епилепсија. Моја гостинка и соговорничка во студиото е професор доктор Емилија Цветковска, специјалист невролог на клиниката за неврологија. Професорке, добар ден, ви благодарам што сте дел од денешното издание на емисијата. Добар ден, ви благодарам што ме поканивте да разговараме на оваа тема. Да, токму епилепсијата е вашата потесна специјалност и долги години работите на оваа проблематика со пациентите кои имаат ваков проблем. За почеток, како вовед во темата, што точно представува епилепсијата и зошто се смета за невролошко заболување? Благодарам. Значи, прво ми е драго затоа што има многу предрасуди и непознаници за епилепсијата и драго ми е што ми давате прилика да кажам. Значи, епилепсијата е хронично или епилепсиите, тоа се група на болести, тоа не е една болест, тоа се група на болести, значи, кои се карактеризираат со една хронична тенденција на мозокот да создава епилептични напади. Зашто го кажувам ова? Затоа што епилептичен напад може да добие во животот секој ако било што се поремети акутно во функцијата на мозокот или во севкупното, значи хомеостазата на телото ако се поремети, може секој да добие епилептичен напад. Но тоа се така наречени акутни симптоматски напади и тие не значат епилепсија. Епилепсија е хронична болест каде што непровоцирано постојано има склоност мозокот, значи, да создава епилептични напади. Да, колку се чести епилепсиите кај нас и во светот според оние генерални статистички податоци? Па, значи, зависи, нели, од секоја област, но не само генерални. Ние сме направиле студија и сме ја публицирале за епидемиологијата во Македонија. И точно знаеме, јас можам и да ви кажам, да, во Македонија има околу 14.000-13.850 луѓе со епилепсија. Имаше кога ја правевме студијата пред некоја година. И значи зависи во некои региони, во неразвиени региони, во земји во развој има многу често нели инфективни болести, паразитски болести кои на мозокот кои даваат поголема честота. Во развиените земји, во европските земји околу 0,7-0,8 отприлика тоа представува преваленцата на епилепсијата. На почетокот убаво рековте дека секој од нас можеби ќе се соочи со некој напад во текот на животот во зависност од околностите, меѓутоа дали секој напад значи епилепсија? Па не, затоа и го кажувам, значи секогаш кога некој ќе епилептичен напад може прост пример ќе дадам ако некој е диабетичар, се воцка со инсулин, се воцнал со инсулин, заборавил да јаде, ќе падне во хипогликемија, ќе падне нивото на шеќер во крвта и тој може да добие епилептичен напад. Зашто? Зашто се пореметила едноставно рамнотежата, хомеостазата на мозокот. Некој може да има повреда, например, не знам, сообраќајка или паднал, го повредил мозокот и може да добие епилептичен напад. Значи сите тие може од мозочен удар, може некој да има воспаление, може да има разни други состојби. Се што ќе се случи кога има некаква акутна состојба во првите неколку денови од таа акутна состојба, тоа се смета како симптоматски акутен напад. Тоа не значи епилепсија. Честотата е многу поголема на акутните симптоматски напади, нормално, и секогаш кога ќе дојде некој нели со напад треба да провериме дали е акутен симптоматски, да провериме дали има некакви пореметувања во крвната, во лабораторијата, нели биохемиската состојба, дали има некаква повреда, некакво воспаление, а дури потоа да размислуваме дека тоа е почеток на хронична болест. Ако ги исклучиме акутните напади, кои се причините зошто доаѓа до хронични епилептични напади? Па причините се разновидни, зависат исто многу во која возраст. Значи има два пика на јавување на епилепсија. Едниот е во раната возраст, во раната детска возраст, значи во првата, втората година или во раните детски години. Тој пик порано беше најголем. Сега, во последно време, и кај нас, и во светот, најголема честота на јавување на напади е после 60-та година. Значи има два пика во јавување и тие се различни. Во раната возраст обично може да се вродени, значи аномалии, значи може да се генетски, може да се често нели
некакви збиднувања околу породувањето, повреди, инфекции и така натака. А додека во постарата возраст, како идат годините, се зголемува бројот на хронични болести. Па така, например, почесто кај пациенти со мозочни удари, со тумори, со деменции и така натака. Така. Кои фактори можат да го поттикнат нападот кај веќе дијагностицирани пациенти? Кај веќе дијагностицирани пациенти, најчести фактори кои можат да провоцираат напад, тоа е поготово кај одредени групи епилепсии, но речиси и кај сите, тоа е недоволниот ноќен сон. Меѓутоа, кај така наречените идиопатски генерализирани е и типично јавувањето и провокацијата во тинејџерска возраст, ќе излезаат цела ноќ, нема да спијат, сабајлето ќе ги разбудат за на училиште и тоа провоцира, значи недоволниот ноќен сон е еден од провокаторите за нападите. Исто така претераната консумација на алкохол може да биде провокатор на нападите и секој има индивидуални, кај некои например се осетливи, така наречени фотосензитивни на одредени фреквенции на трепка во светло. Значи, има и други провоцирачки фактори. Секој си ја запознава својата состојба и знае што провоцира. Нормално стресот може да биде и така натака. Значи, различни. А инаку често ние што гледаме, например, сериозни состојби, кога луѓето ќе речат стабилен сум, немам напади, ќе прекинам сам терапијата, кога ќе направат нагол прекин сам без да се договориме, без да е тоа размислено, да ги исполни условите, тоа исто може да провоцира напади. Како изгледа еден епилептичен напад, професорке? Дали секогаш е со грчеви, губење на свест или се индивидуално во зависност од стадиумот или самата општа состојба на пациентот? Значи, напади има многу. Практично, различни видови, зависно од кој дел од мозокот, бидејќи епилептичен напад е пореметување во функцијата на мозокот. Тоа пореметување е резултат на, да речам, една електрична бура, на зголемено електрично празнење во одредена зона од мозокот. Се што може да е некакво поведение, се што може да доживееме, може кога е абнормално празнење електрично да биде и напад. Луѓето го препознаваат само генерализираниот тонично-клоничен напад, кој не е ни најчест вид на напади, кој типично се карактеризира обично со крик, потоа тоничен грч на екстремитетите, грч на вилица, настанува и некогаш угриз на јазик, превртување на очите кон горе, а потоа клонични трзаи, понекогаш неволно измокрување и после нападот конфузија. Меѓутоа напади има различни, значи нападите може некогаш да се само субјективно чувство кое не е видливо за посматрачот. Без симптоми надворешни. Па без надворешни, порано аури што ги вика, значи може да се визуелни, може да бидат например слушни, може да биде како трпнење на половина од телото и така. Може да се нападите и со трзаи при сочувана свест на одреден дел од телото, рака, нога или цела половина или само лице. Може да се нападите исто така и со како чувство на веќе видено, никогаш видено, така може да се непозната средина. Така или средина што ни е позната, да ни се чини непозната, или ситуација која не се случила, мислиме дека веќе сме ја виделе како дежаву, или жамеву обратното, нели? Понатаму може да се со краткотрајна отсутност, значи без никакви манифестации, само загледаност како во една точка, и никакви други моторни манифестации, абсанси чести. Може да се со отсутност, меѓутоа со автоматизми. Значи тоа се движења што личат како да имаат цел, меѓутоа не се соодветни, например да се откопчува, си закопчува, што личи како некое целно движење, ама не е соодветно во ситуацијата, нели? И така да манифестациите може да се многу различни, некогаш и тешко препознатливи и за средината, а некогаш и самиот човек не знае дека доживеал напад, се чуди што се тие, па некогаш и за нас е тешко да диференцираме со други состојби. Да може понатаму како ќе се одвива третманот. Да ги слушаме тука прашањата и од нашите гледачи и ќе продолжиме околу симптоматологијата, но дијагностиката пред се на епилепсиите. Почитувани во програма сте, повелете. Ало? Добар ден. Добар ден. Во програма сте, ве слушаме, повелете се прашање. Поздрав до докторката и до вас. Поздрав и до вас, да. Сакам да едно прашање до докторката. Имам 12 годишно дете, Пашко. Пред 3 години го согази кукова и удри директно, он беше како бе усвидетис, и удри директно со шенката.
Имаше срчи на главата и направено е компјутерска томографија, магнетна, ама детето уште секој ден го боли глава. Па сакам совет од докторката, што и како. Дали е некаква состојба диагностицирана при компјутерскиот преглед, односно Нема и на компјутер и на магнет нема ништо. Нема ништо. Така. Во ред ќе добиете совети и препораки од професорката каде да се обратите и каде да побарате дополнителни испитувања. Секој е добро, госпоѓо, и вам и на останатите членови од семејството. Добро, благодарам на прашањето. Значи, прво да кажам дека јас сум адултен невролог, значи ние работиме на 14 години, меѓутоа се едно, значи ова што го кажувате, личи како посттравматска главоболка. Ако ме прашувате дали личи на, не личи на напад, не се ретко се манифестира. Меѓутоа, ако бидејќи долго трае таа посттравматска главоболка, која е комплексна во својата во причините што ја предизвикуваат, не мора да има наод, нели, на магнетна, како што за среќа и кај вас нема, кај вашето дете нема. Меѓутоа, јас би рекла да се обратите на детската клиника, каде што има специјалисти, детски невролози, кои, нели, се занимаваат до 14 на клиниката за детски болести, секако ќе поразговарате и ќе ја најдат причината за тие чести главоболки кај вашето дете. Доколку имаме и следен гледач, почитувани во програма сте. Наредната линија ќе ве молам, режија. Да. Ке во очекување на прашањата секако побудува доста интерес оваа тема, бидејќи секој во обкружувањето има случај или некое лице кое се соочува со оваа состојба. Како пациентот, професор, ќе се чувствува пред, за време и по нападот? И тоа е многу различно. Значи, пред нападот може да и со денови некои пациенти кажуваат дека се чувствуваат вознемиреност, некаква како едноставно недобро чувство и така, некои воопшто ништо не предчувствуваат, значи како гром од ведро небо, и често пати се случува како така. Непосредно пред самиот напад, обично, но тоа е и веќе дел од нападот, може да ги имаат овие аури, значи со мачнина во желудникот, ама тоа е дел од самиот напад. За време на нападот повторно зависи во кој дел, нели е, може да е свесен, може да не е свесен. После нападот може да исто така заврши. Обично нападите траат, знаете, од 10, 20, 30 секунди до минута, минута и пол, значи тоа се кратки настани. И сега после нападот може, ако поготово ако е голем генерализиран напад, може да има продолжена, ние што викаме постиктална конфузија, значи збрканост после нападот, може после нападот главоболка, може повраќање после генерализиран. После, нели, фокалните, малите напади, различно, може ништо да не чувствува. Некогаш не се ни свесни дека имале. И тоа е исто многу карактеристично и типично, дека некогаш луѓето и не ни знаат дека имаат напади, така да често ќе дојдат, ќе речат немам напади подолго време, меѓутоа ако дојде некој член од семејството или некој со кој работат или пријател, партнер, било кој, и ќе каже, ама знаете што тогаш беше одсутен, ти зборев, не одговараше. Значи, може навистина да не се свесни, тоа се покажало и во разни испитувања кога правиме, нели, долготрајно ЕЕГ, видеомониторирање, пациентот може и да не знае дека има напад, ама ние регистрираме на видеоснимката и на ЕЕГ-то дека има. Така да чувството е различно, мислам, да. Так, освен разговорот со пациентот кој е доста колучен и со овие симптоми, како што рековте, дали самиот пациент или членовите од семејството, самата реакција, однесувањето на пациентот, како всушност понатаму поставувате диагноза? Значи, многу е важно да епилепсијата е клиничка диагноза. Тоа значи дека немате едно специфично испитување што мора да е позитивно, па да ја поставите диагнозата. Не е како, еве да дадам пример, како хипертензија. Ако имате, не знам, над 140 со 90, вие имате хипертензија. За епилепсијата, да, има биомаркер, значи ЕЕГ-то, електроенцефалографијата, која може да има епилептиформни избивања, ама може и да нема. Заради тоа што
што тоа е функционална состојба. Ви кажав, нападите може со години да немат изненада, ќе се јави. Ако не фатите ЕГ, може и да нема промени. Може да има наотна магнетна, но и не мора. Значи, многу е важна анамнезата, тоа што ќе ни го каже пациентот, и многу е важно што ќе ни каже исто и околината. Во последно време се повеќе се сваќа, на пример, и ете, јас сум и дел од таа task force, да речеме, на Светската лига против епилепсии, за улогата на домашните видеа. Значи, сега сите имаме мобилни и многу е важно да им кажете на фамилијата, да ги обучите, ако видите дека има напад, нели, пациентот, членот од семејството, да го сними. Затоа што навистина е многу важно да го видите, да лекарот го види нападот како изгледа. Затоа што описот некогаш луѓето се збунети, памтењето е, нели, некогаш ќе памтат нешто погрешно, виделе, не виделе, кој се вознемирил. А кога имате снимка, навистина е корисна. Инаку ние стандардно, нели, испитуваме комплет лабораторија, електроенцефалографии, правиме обични, после непроспана ноќ за да провоцираме избивања, магнетна резонанца, во акутни состојби, компјутерска томографија, генетски испитувања многу правиме, бидејќи некогаш се работи за генетско заболување, нели? Така да... И се во зависност од состојбата на пациентот, но и од симптомите и реакциите. Да, па, значи, ние се трудиме да не само поставиме диагноза на епилепсија, него кој тип на епилепсија е, кој тип на напади. Не мора кај сите пациенти веднаш да се направи магнет или скенер, некој од пософистицирани, веќе ако ги има клинички изразено симптомите или знаците. Значи, и тоа зависи. Значи, многу е комплексно е, дури, например, еве препораките, ако е идиопатска генерализирана, ако имате типични промени на ЕГ-то и целата клиничка слика иде во прилог, Светската лига вели дека не мора магнетно да правите. Значи, многу е индивидуално, така, многу зависи. Да, да. За она што го рековте, комплексни се причинителите и заради тоа, нели, нашата потрага некогаш и не го наоѓаме причинителот, и тоа е познато и во класификацијата на епилепсиите, нели, спрема етиологијата, спрема причината, има група со непозната причина, така да... Да ги слушнеме и следните гледачи со нивните прашања. Почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Ало. Добар ден, во програма сте, ве слушаме. Ало. Добар ден, ве слушаме, во програма сте, повелете со прашањето. Поздрав голем до вас и до предпечалка. Поздрав и до вас. Јас сум 75 години. Да. 75 години сум јас, а од десната страна ме болеше главава и околу окото десно и ушето. И вчера се јавив кај матичната моја, ми даде некои си таблети, а целото око ми е облеано, папилар некој ми е прснат. Што може професорката да... Во ред, да, иако е ова од сосема за друга состојба и се уште не утврдена диагноза, денеска говориме за епилепсија, меѓутоа ќе ве упати професорката каде да се обратите пред секематичната и на каков друг специјалист и за каде да ви даде упат, за да може да се доиследи вашата состојба, да се открие зошто е тоа така? Да, значи, секако, ако имате главоболка, причината за главоболка може да е различна. Многу различни причини. Некој работи матичната, може, нели, од лабораторија, притисок и така. Бидејќи околу око кажувате локализирана, јас би ви рекла на очна клиника и на неврологија. На нашата клиника има 24 часа ургентна амбуланта, така да... Но и на секундарно ниво, во зависност од градот. Така е, во зависност од градот и на секундарно ниво. Меѓутоа ви рекла ете за како некој стандардизиран пристап за главоболката од ова што опишавте на кратко, тоа би било. Така. Доколку имаме и следен гледач, почитувани, во програма сте, повелете. Добар ден. Дали се слушаме? Ало? Добар ден, во програма сте, повелете со прашањето. Ало, јас сум наред. Да, вие сте наред, господјо, во програма сте, повелете. Видете, јас имам кетка епилептичар. Од раѓање, од напорање повредија има епилепсија. Веќе 58 години. Дали ме слушате? Да, керката ваша е 58 години, продолжете. И
немаше 35 години немаше напади. После 35-та година повторно доби напад. Сега детево се жали од страх да не добие напад, некој пат се плаши и аурите ги има многу. Вознемиреност има. И не знам што се должи тоа. Ако може докторката да ми каже. Да, професорката ќе ви даде насоки препораки, бидејќи веќе, како што рековте, од раѓање е со диагностицирана епилепсија, посттравматски, секако ја водат и ја следат, но меѓутоа интересен е фактот што после 35 години повторно се јавуваат напади. Можно ли е тоа и колку е често? После до подолг временски период. Можно е секогаш после долготрајна ремисија, повеќе годишна, повеќе децениска, некогаш ремисија, ние што викаме повлекување на симптомите, можно е пак да се јават, меѓутоа можно е да има и други причини, не мора да значи дека ако некој некогаш имал епилепсија, дека и сега тоа што му се случува дека повторно се епилептични напади, има разни состојби кои може да се страв, може да се панични, некогаш атаки, некогаш некои други проблеми. Јас би препорачала за оваа ситуација да се јави кај нас на клиниката. Ние имаме оддел за епилепсии. Ќе ја примиме, некогаш тоа се новонастанати синкопи, значи може да се разни причини. Не значи дека ако некој некогаш имал епилепсија, многу е важно дали се истите симптоми. Значи комплексно е, јас би препорачала да се јави и ние би направиле сите исследувања, дали е тоа реактивирање на старата состојба или е можеби некоја друга сосема други симптоми. Да. Ќе вклучим уште неколку гледачи, почитувани во програма сте, повелете. Добар ден. Ало? Добар ден, ве слушаме, во програма сте, повелете со прашањето. Ало? Да, ве слушаме. Добар ден. Добар ден. Се јавува на баба. Поздрав, баба, повелете со прашањето. Ме слушате? Да. Вака. Имам со внуче. Внучето никош јас сум го чувала од бебе. Одеше на екскурзија. Се случи суботица нешто. Ни јавија преку автобус дека детево се онесвестило, се онадило. Лекарка си имаше со нив и дека лекаркава предвидува дека епилепсија има детево. А никош немало. Ја го чувам од бебе, од 9 месеци го чувам детево. Никош не се случило тоа. Мајка му, татко му отидо, го зема од таде, го донесо одма во болница, го прегледа, дека установија дека е епилепсија. Си одеше на контрола све, сега последна контрола се направи, дека добро детево више нема, а никош више повторно не се случи. Ало, ме слушате? Да. Само на која возраст е детето, кажете ли? Само да го попуштам ја телефонот малце. Во рете, само кажете на која возраст е внучето ваше. Ја не слушам слабо, малце слушам. И сега, а детево му се води во евиденција дека е со епилепсија. Мола? Во ред, да, очигледно да не губиме време во интерес на гледачи, ја разбра поентава професорката, ќе добиете совети и одговори, дали веќе ако еднаш е диагностицирано, прашањето предпоставувам вие тоа цел живот ќе се води како дете или личност со епилепсија. Секој добро, господи, и вам и на останатите членови од семејството. Значи не, краткиот одговор е не. Ако некогаш некој имал епилепсија, некој од епилепсиите, поготово од детската возраст, се само ограничувачки. Значи во пубертетот ќе помине таа епилепсија и после тоа ние може да ги прекинеме лековите и таа е завршена работа. Има и други, значи прогнозата, сега навлегуваме во прашање на прогнозата. Значи не значи дека некој ако некогаш имал епилепсија, дека тоа е доживотна состојба и постојат правила и принципи, ако 3 до 5 години нема напади, правиме уште една проценка, зависно од етиологијата, од причината и се, а ако нема веќе напади, се обидуваме да ја тргнеме терапијата и така, излечена се смета, сосема излечена, ако некој 10 години нема напади, од кои 5 години без терапија. Тогаш сметаме дека е таа излечена. Но пак ќе речем во детската возраст често се јавуваат во детство и во пубертетот поминуваат. И ние ги знаеме тие синдроми и сметаме дека е тоа излечена. Да. Професорке, како се лекува епилепсијата? Дали секогаш се неопходни лекови? Значи епилепсијата, па во најголем број случаи да. Меѓутоа има детски
ретки некои, меѓутоа се, па и не толку ретки детски синдроми кои се јавуваат, кои се карактеризираат со 1 до 2 напади во детството и во пубертетот поминуваат, и тогаш може да се објасни на родителите и на детето, ако се навистина ретки, само еден не се повторил, ние го диагностицираме и со ЕГ-то и да им кажеме без лекови ќе тераме, ќе помине. Тоа е поретко. Почесто со лекови, различни лекови спрема типот на епилепсија, меѓутоа некојаш не одговара на лекови, имаме ресективна хирургија, ако најдеме во која зона, од која зона се раѓаат нападите, тогаш правиме ресективни операции. Ако и тоа не е можно, правиме стимулација на нервус вагус. Тоа го правиме кај нас од пред некоја година, еве ми е драго да го кажам дека неколку години кај нас го правиме со имплантација на стимулатор. Потоа има кетогена диета, има различни работи. Второ е нормално, зависно и која е причината, некогаш дали треба и на тоа да се фокусираме. Така, во текот на разговорот рековте дека пациентите само иницијативно одлучуваат да се откажат од терапијата ако немаат напади или ако не е завршена или веќе да е одјавена состојбата како што се вели. Колку нередовното земање на терапијата или прескокнувањето им го нарушува едноставно квалитетот на живот и им ја загрозува состојбата на лицата со веќе диагностицирана епилепсија? Значи да, апсолутно е неопходно да се зема редовно додека лекарот не препорача или на друг начин, додека не направи проценка, додека тој не ги исполни условите и така натака. Зашто? Јас ги разбирам луѓето зашто е така, затоа што сватете, тоа се 30 секунди кои вие може ги памтите или не, некој ви ги кажал, вие со години се чувствувате одлично, немате ништо, зашто земам лекови, си викате, нели, нема потреба да земам лекови, така да јас на некој начин имам разбирање, но тоа е апсолутно нешто што не треба да се прави, бидејќи наглиот прекин на лекови може да е животно загрозувачки, може не само да се допие напад, него може да се добие состојба како статус епилептикус, значи напад со напад се надоврзуваат и не може да бидат прекинати, и тоа е животно загрозувачка состојба. Така да апсолутно не треба на своја рака терапијата да се менува. Значи постојат принципи по кои постојат и зависно од типот на епилепсија, кога, дали може имате епилепсии кои што една таблета навечер перфектно функционираат, немаат напади, но не смее да се прекине. Додека се зема терапијата е супер. Ако прекинеме, ќе се вратат нападите. Затоа е важно секогаш со лекар совестувајте се. Така, консултација. Професорке, освен терапијата, што друго е важно, што треба да прави лице со епилепсија, а што не треба да прави? Значи, лице со епилепсија, што треба да прави? Па, како и за сите, еден редовен, да кажам, уравнотежен животен стил. Тоа што секогаш го кажувам, што е возебен проблем, пак ќе кажам, кај тинеџерите, кај помладите, тоа е неспиењето, ќе излезат или ќе учат ноќно време, са бајле, или не е битно со мобилниот. Не е важно причината, подоцна легнуваат, а утрото ако треба рано да стане, не наспани си, тоа е провокација за напад. Не треба ексцесивни количини на жесток алкохол, исто така да се зема. Сега другото се некои ограничувања во смисол дека не треба да се, ако не е добро контролирана епилепсијата, не треба да се доведува во ситуации каде што ако би се случил напад, би се повредил. Така да тоа е, да речеме, некои ограничување на животниот стил. Од таа работа не се препорачува ноќна работа, не се препорачува спортови во височина, под вода, значи возењето е исто така автомобил, управување со моторно возило. Ако се вози точак може, ако е добро контролирана со кацига, не по прометни улици. Не смеат или не се препорачува лицата со епилепсија да управуваат автомобил и покрај? Не, законски не смеат. Значи не смеат, треба 2 години во ремисија, нашиот го дискутиравме малку и пред. Нашиот закон, нели, е дека 2 години без напади, но и без терапија. Се надевам дека во иднина, нели, тоа 2 години без напади е апсолутно. Како е во Европска унија или во развиените земји? Меѓутоа терапија е дозволена, значи вообичаено во најголем дел од земјите и покрај терапија важно е да се нема напади. Така, еве апели до властите доколку следат за да им се олесни на некој начин функционирањето за лицата, да подразнесат, да се усогласат со современите сваќања од ова е од некоја така по друго време, сега современата европска регулатива е таква, да. Така. Бидејќи секојдневно работите со пациентите с кои се соочуваат или веќе имаат диагностицирана епилепсија, колку денеска се присутни понатаму предрасудите и стравот во општеството? Значи, за жал многу.
За жал многу, затоа ми е драго кога ќе ме викнат и така. Не само кај нас, предрасудите и секаде во светот, иако имаше неколку успешни кампањи уште од 2000-та, нели, Out of Shadow се викаше на Светската лига против епилепсија, надвор од сенките, нели, и многу беше, да речеме, во светски рамки добро и во некои земји што луѓе јавни личности, затоа што сите може да имаат и имаат од разни сфери, од разни, значи, личности кои се јавни, кои ги знаат сите, така е, да, може да придонесат, излегуваат со својата диагноза, нели, јавно, за да се свати дека тоа не е некоја состојба која ние користиме погребни дури и термини, јас ќе ги чујам и самите за себе, не ми се допаѓа мене терминот епилептичар, значи тоа е некакво лейбелинг, некакво значување, нема потреба, да. Значи тоа се луѓе со епилепсија, тоа е современ, да речам, третман. Треба да се свесни, постојат ограничувања, као и многу други разни состојби и работи во животот што има ограничувања, меѓутоа за жал, нели, се уште се провлекува таа стигма, страф и така, непознавање на состојбата. Но треба отворено да се говори, убаво рековте, меѓутоа како семејството и околината можат да помогнат на некој начин и како всушност поконкретно прашањето да реагираат во ситуација која ќе забележат во непосредна нивна близина лице кој има епилептичен напад согласно симптомите, оние видливи знаци кои се навистина од тој вид поагресивни знаци. Да, значи прво многу е важно постапката при напад да ја знаат сите и секогаш ја објаснуваме, ние имаме и некои брошури ги даваме, нели, и така да ја знае семејството постапката при напад. Добро, на човекот му кажуваме ако предчувствува нешто да легне, нели, најдобро на некоја мека подлога, меѓутоа може да не предчувствува и да падне директно. Значи ако е генерализиран напад, што е, нели, најголем, да речеме, проблем и што луѓето многу грешат, прво почнуваат да пикаат нешто во уста. Тоа е прва реакција на околината, секогаш бидејќи има грч на вилицата, да му стават, да го извлечат јазикот. Значи јазикот прво, нели, е фиксиран со устната шуплина и никој од нас не може да голтне јазик, затоа што јазикот е фиксиран со устна шуплина. Значи, да пикате нешто само ќе го повредите, лажици пикаат, предмети пикаат, значи само ќе го повредат, они ќе го повредат или ќе ги пикнат прстите па ќе им бидат прегризани. Ништо не се помага со тоа. Значи грчот трае додека трае, така е, може да се прегризе јазикот, но нема да се голтне јазикот, треба да се сврти кога ќе може на страна, странична положба, ако има плунка крв да истече, меко нешто под глава да се стави, ако е стегнат да се одврзе, на очери да се тргнат, да се биде покрај него, да се, ако трае подолго нападот, ако е прв пат, ако не е, нели, позната состојба, да се викне брза помош, да се седи покрај него додека не се освести сосема. Те после нападот, уште 15 минути, пола сат, може да е конфузен, да се повреди, значи да се тргнат предмети што би можело нешто да се повреди во тоа. Ако е краткотрајно отсуство, нели, кога може исто да има автоматски движења, да се најде на друго место, да се тргнат предмети од околината, ништо со сила. Значи, кога има напад, вие не можете со никаква манипулација да го прекинете и да го стегате и било што да правите, тој напад се прекинува само со интравенска терапија, ама најчесто 99,9% сами завршуваат нападите. Додека да дојде итната медицинска помош завршуваат. Сами, тоа се краткотрајни. Во кој случај е неопходно да се побара итна медицинска помош, односно брза помош, ако забележиме лице со епилептичен напад? Па сега на улица или некаде ако забележиме, секако не знаеме дали е прв пат, не знаеме паднато, повреда, значи зависи од контекстот многу, секогаш кога нападот не завршува. Значи пак ќе кажам, значи нападот, генерализиран напад трае минута и пол до 3 минути и после тоа завршува. Ако тој напад е пролонгиран, тогаш треба да се кај луѓе што знаат дека имаат епилепсија, обично имаат, се вика, нели, рескју, спасувачка терапија, значи во состојба на продолжени напади што се дава, тоа се или супозитори или се има спреови и така, кои би го прекинале, нели, нападот. Како антишок терапија. Па на некој начин, да, баш така. Меѓутоа ако не се прекинува, значи тогаш апсолутно ако постои сумнеш за повреда, нели, не исто дали во кревет ќе добиете, зависи како паднал, да, и на меѓутоа кога е прв пат секако ќе викнете, значи не знаете, има нема, ако видите некој
некој на улица, ако некој не знаете, колега или нешто не се случило прв пат, секако ќе викнете, Доколку не нема знаете. тресење и грчење, симптомите се слични многу на колапсни ситуации и апропо тоа што го рековте, кога известуваме на пеколни горештини од службите за итна медицинска помош, ќе ни кажат да цела ноќ не спиел, пиел, не доручкувал и паднал во колапс. Токму може ли да се помешаат овие две состојби? Може, значи многу работи може да личат на напади, а да не се напади. Затоа и постоиме ние, значи, за да ги диагностицираме. Некогаш се тоа состојби колапси или синкопи, значи некогаш и од голема возбуда, така наречени вазовагални синкопи, од топлина, од било што, значи не мора да имате срцева болест за да добиете, нели, почести се без никаква болест да добиете синкопа, така да може да личат, може дури и трзаи да имаат, ако подолго трае синкопата, може, односно колапсот, нели, може да има и трзаи. Тоа не значи дека тоа е напад, не е се што се тресе напад епилептичен. Други состојби кои многу личат и е тешко се психогените некогаш, значи напади од паничните атаки можат да личат и други психогени состојби. Често пати се и коморбидни, некој што има епилепсија може да има и психогени напади, така да многу е тешко некогаш да се разграничи, многу се комплексни механизмите. Понекогаш нели може да се и васкуларни транзиторни атаки, пореметување во спиење, кај деца секогаш треба да се прашаме, нели, пошто често и во спиење може да се јават нападите, дали се некои нокни стравови, некои напади може да личат, некои типови тие фронтални епилепсии многу често личат на нокни стравови, нокни терори, некогаш и на психогени личат. Понатаму може со мигрена која има аура, со тоа што аурата, нели, светките пред мигрена траат 15 на минути, обично неколку минути. Затоа ги мешаат доста со аура или без аура. Меѓутоа кај епилепсијата е тоа многу пократко, така да должината е еден од, нели, што влијаат. Понатаму може разни пореметувања во циркулација, така наречени транзиторни исхемични атаки, како многу слични состојби, значи. Многу има слични состојби кои На самиот крај од емисијата, која е вашата порака до сите лица кои живеат со епилепсија, пред се и до нивните блиски членови на семејството ни на околината? Значи, мојата препорака е дека не треба да биде ограничување епилепсијата, за ништо не треба да биде, нормално со цела свесност и знаење на реалните работи што не треба да се прават. Како може со висок крвен притисок да се живее со редовна терапија, може и со епилепсија. Ете, не ги наредивме, некојаш ги редиме кој се славен имал епилепсија и што се постигнал и во реалниот живот и тука и секаде. Може да спомнете некое име од светската сцена, чисто како пример и мотивација дека и овие лица може да бидат успешни, да живеат нормален живот. Добро, значи прво, знаете, нели, ние стално го спомнуваме Достоевски, нели, најголемиот писател што имал епилепсија и најдобро ја опишал и така натака. И има, што знам сега, ајде не можам во моментов да кажам некои други да редам, меѓутоа не е важно. Зборот ми е дека треба да се прифати состојбата, да се живее со состојбата и да не биде ограничување. Ние имавме една олимпијка излезе од скандинавските земји, сега кога беше олимпијадата, дека дошла до олимпијада со епилепсија. Значи апсолутно треба да се живее со таа состојба и да не се дозволи да не ограничат предрасудите. Професор, ке ви благодарам за одвоеното време, а пред се за драгоценните совети кои ги споделивте со гледачите. Ми беше задоволство и повторно ве очекувам да бидете дел од Добриот доктор. Благодарам на поканата. Почитувани, а вам ви благодарам за вниманието со кое не следевте. Ве поканувам да бидете повторно со нас и утре. Со вас ќе биде мојата колешка Сања Димитровска. Во меѓувреме останете со програмата на Сител телевизија. Имајте убав ден и грижете се за вашето здравје. Пријатно!